Почитувани Драган Малиновски, веројатно го знаете сите како искусен антикорупционер, адвокат, беше прв човек на антикорупцијската комисија, но предпоставувам помалку во јавноста е познат како моторџија, освен во моторџиските кругови. Добар ден, господине Малиновски. Добар ден, благодарам на поканата. Значи, во ова издание на подкастот Зошто, муабетиме на многу сериозна тема. Моторите се превозно средство, учесници во сообраќајот се повеќе се присутни на македонските улици и патишта. Ќе зборуваме за мотори и моторџии, за односот кон нив, но и од нив од страна на другите учесници во сообраќајот. Може на почеток да ја прашам што мотор возите? Па во моментот возам два мотора, ако така може се каже. Едното е како превозно средство, како урбано превозно средство, тоа е Piaggio Beverly, кој е многу така практично за низ град. За низ град, да, тоа е незаменливо. И оно што е вистинскиот мотор или како пасија, возам Honda Pan Европа, тоа е ST1300, тоа е спорт туринг, да кажеме, мотор. Спорт туринг, да. Каде најдалеку сте биле со мотор? Па најдалеку, ајде да кажеме, не ова предходната година бевме Доломити, тоа се Алпите во Италија, меѓутоа од Австрија, Италија, Швајцарија, Франција, и така еден круг. Незаборавно искуство, веројатно. Неверојатно. Дали сте член на некој клуб? Да, сум член сум на мотоклуб Мотоскопје. Тоа е најстариот клуб? Па еден од постарите, или може да би најстар. Меѓутоа, овие туриве кои се подалечниве ги возиме во не само клубски, туку и со колеги, пријатели кои се и надвор од клубот, така да. Што е, Драган, суштината на моторџиството? Кој е кодексот на однесување, клубови, братства, солидарност, хуманизам, знаци на поздравување? Моторот е стил на животот, моторот е слобода, велат моторџиите. Да, ја ќе речем од ова последново ви е најубава дефиниција. Слобода, една пасија во секој случај, меѓутоа и сериозен ангажман или моторџиството е сериозна работа, пред се од аспект, безбедносен аспект, од култура на однесување, сепак моторите и моторџиите се учесници во сообраќајот и треба да се има, како да кажам, вистински однос, како од моторџиите кон останатите, така и останатите кон нив. Се разбира, има правила, има прописи како треба да се однесуваме во сообраќајот, меѓутоа има и некои кодекси на однесување кои не се пишани во правилата, треба да се почитуваат во името на безбедноста и возењето да представува задоволство, да се намали ризикот. Колку е ризик тоа што гледаме по улиците, многу моторџии не носат кацига? Тоа е страшно. Сега, минатава година, односно година во март, бев на некоја посета во Америка и на Флорида, таму имав прилика да се во еден интересен клуб на Харли Девисон да се подружиме и неверојатно луѓе кои се и преку 80 години возат, се дружат и така натака. И имаше господја таму, така повозрасна, вели, знаете, тие што не ги носат кациги, а моторџии се, ги викаме донатори на органи. За жал. Страшно, да. Значи, од тоа се ви кажува колку е тоа. Да, вие сте долго време во, да речем, со оваа пасија живеете. Колку сте задоволени од односот кон моторџиите од другите учесници во сообраќајот? Во Скопје, во земјава? Знаете, сметам дека генерално не ни е задоволително нивото на култура воопшто во сообраќајот, аналогно на тоа и кон моторџиите. Навистина, тука има многу да се работи, многу да се, како од аспект на регулатива, така и од аспект на поведение, ако сакате санкционирање. Едноставно мора да се работи на законитост и на култура во сообраќајот. Не можам да речам дека сум презадоволен, меѓутоа тоа е што е. Од друга страна, често имам впечаток и дека дел од пешаците, сите сме ние, пешаци,
од возачите на автомобили, многумина моторџи имаат и автомобили, возат и автомобили, но некако немаат благонаклонот однос кон моторџиите на улиците. Знаете, проблемот е, особено сум забележал дека најпроблематични периоди се пролетта, вака во текот на годината. Зошто? Затоа што во текот на зимата ги нема, не ги перцепираат и во напролет се појавуваат и се уште не се, како да кажам, добро перцепирани од останатите учесници во сообраќајот, пред се мислам возачите на моторни возила, и тогаш се и најризични. Од друга страна, во тој период и самите моторџии се малку надвор од форма, знаете, цело зима биле во некоја хибернација и излегуваат и се уште не се на некој начин прилагодени кон сообраќајот и кон... А што може да им се забележи сега на моторџиите? Секако и на моторџиите мора да се забележи. Знаеме дека, знаете, кој ќе се каже моторџи, имате еден широк спектар. Имате од оние кои моторот или мотоциклот користат како превозно средство и се примерни во сообраќајот, имате некои кои се помалку примерни и мотоциклите ги користат за, како да кажам, за некоја некоја слава или за бес во секој случај. И тие се во секој случај најопасната категорија, се загрозуваат и себе си, ги загрозуваат и останатите. И го реметат спокојството на граѓаните. Сведоци сме дека, нели, по булеварите ни се одржуваат ноќни трки, не само ноќни, дневни трки, со унаказани мотоцикли, со вакви онакви несоодветни ауспуси, така натака. Значи, сето тоа е така. На некој начин ја урива вистинската слика на моторџиите како би требало да бидат. Да, и слушам и забелешки дека моторџиите паркираат кај што ќе стигнат, дека не почитуваат места за паркирање. Се разбира, и тоа е дел од проблемите кои ги создаваме, да кажеме, оние кои се помалку совесни. А што е со автомобилите, например, денеска е мода, ќе ги вклучат сите 4 оние позицијски светла, ќе си седнат, си пијат кафе, автомобилот на улица, тоа сме го гледали на партизански одредени на главниот булевар во Скопје и никому ништо. И тука се закрчува сообраќај. Значи, повторно велам, генерално, ќе речем, и почитувањето на правилата, а и културата во сообраќајот ми се многу ниски. Нема тука и не сме да има компромис, како за моторџии, така и останатите. Едноставно, редот може да се воспостави само со санкционирање. Ова се упатувате на полицијата. Да. Така, а некако имате впечаток дека полицијата си ја врши работата во... Па во делот на сообраќајот не гледам сега. Сега, знаете, имате многу кои ќе забележите на одредени булевари, мерат брзина и така, што е во ред. Меѓутоа, брзината не е единствениот проблем. Да бидам искрен, поголем проблем ќе направи непрописно паркирани автомобили, да кажеме, по улица Цветан Димов, ако одите, нели, на Кебутел, од Бит пазар до паркот, до Џон Кенеди, вие немате 2 ленти, буквално имате само една лента. Тоа е со многу. Хаос. Тоа е најмисечини, најекстремна ситуацијата таму. Непрописно паркираниот автомобил некогаш може да предизвика многу поголема последица, потешка последица, отколку некој што вози 10 км побрзо од дозволеното. Меѓутоа, повторно велам, треба да се води сметка за сите аспекти. Драган, моторџиите пак се жалат на сообраќајната со сигнализација, на квалитетот на бојата со која се одбележуваат пешачките премини, другите оние бели линии, ленти кои се лизгави. Зошто властите немаат разбирање за овие барања на моторџиите? И не само за моторџиите, тоа е проблем и за автомобилите. Се сеќавате на оној собир пред канцеларијата на сега веќе екс-градоначалникот Шилегов, кога и барањата што му ги поставија тогаш моторџиите, токму овие барања, и ништо се нема случајно. Знаете, прашањето на квалитетот на бојата која се користи за одбележување на лентите и пешачките премини е многу значаен фактор кој обичните граѓани можеби не ја забележуваат таа опасност,
Меѓутоа присутна е особено кај мотори, скутери, па и велосипедисти, а особено на влажна подлога кога е, тоа е неверојатен ризик и јас не можам да разберам. Дали се тоа толку многу пари да се... Па, знаете, безбедноста не треба да прави компромис со цифрите, разликата од цена од една што е лизгава до другата што е нелизгава боја не ја оправдува загрозувањето, не го оправдува загрозувањето на безбедноста. Дојде се малце надвор од земјава. Можете ли го спорите односот кон моторџиите во други земји, речеме во Западна Европа? Ве сте биле, сте возеле? Знаете, генерално културата во сообраќајот е повисока, а да не говорам за моторџиите кои се како да кажам, си имаат и правила, а и навики како се однесуваат кон нив, сакам да кажам позитивни навики, вклучително оставање на место помеѓу двете ленти кога се движат, па во само движење мотоциклите поминуваат измеѓу најбрзата и помалку брзата лента без никаков проблем. Тоа е вообичаено и тоа е една убава практика кај нив кај нас многу тешко можеме да ја најдеме. Кај нас ќе се буни, уште ќе се на расправа со тебе зашто си поминал тука. Да. Тука исто ќе го кажам и односот на граничните премини во Европа сосема е логично. Па и кај нас, да кажеме, кон Грција нема никаков проблем, меѓутоа имаме некои гранични премини каде што кога вие ќе поминете колоната и ќе дојдете на терминал таму каде што треба да завршите пасошки контроли, ви реагираат или возачите, а многу често и самите полициски службеници зошто тоа го правите, што е, повторно велам, апсолутно прифатливо за сите земји во Европа, па и дури Турција е во ред и така натаму. Да, тоа е така. Да речеме во другите земји, бидејќи нели седиш на отворено на мотор или сонце или дош те печи и затоа од моторџиите. Овдека не гледаат благонаклоно кога со мотор минувате посредина меѓу две ленти, колони на автомобили. Они мислат дека сакате да бидете побрз и да стигнете на целта пред нив. На пример, на Запад ги пуштаат, како што и самиот рековте, не поради тоа, туку затоа што да не го дишат возачите на мотори, да не го дишат, да речам, загадениот воздух од автомобилите. Токму така, значи има многу причини зошто тоа така функционира и тоа не е проблем. Не гледам ни една причина зошто. Повторно велам, кај нас се доживува дека вие, како да кажам, злоупотребувате некоја привилегија и на тој начин сакате да излезете пред нив во редот, што е на некој начин неприфатливо. Се преземаат ли некакви активности во моторџиските клубови, например за едукација и на моторџиите и некои акции, да речеме, едноставно се едуцираат сите учесници во сообраќајот како треба да кохабитираат едни со други во сообраќајот? Да, клубовите се во принцип добро место каде некој што е, да кажеме, почетник ќе дојде и ќе биде воведен во моторџиството, нели? Не само оноа дека добил дозвола да управува мотоциклот, туку и како да се однесува во сообраќајот, како да се однесува во група, како да се однесува кон останатите колеги. Значи си има правила тука како функционира и особено велам поискусните го пренесуваат своето знаење, умење, бидејќи повторно велам, кога ќе добие некој категорија А за да управува мотоцикл, он тек стекнал право да почне да учи. Да, на тој начин. Инаку, многу е лошо ако некој што туку положил смета дека е доктор за мотор. Па доктор и едноставно дека ги совладал сите тајни на. Така прочитав дека среќа, нели, тоа е позната работа, среќата со пари не се купува, меѓутоа дали сте виделе моторџија на мотор кога вози дека е несреќен? Неверојатно чувство е тоа. Знаете, кога сте сами, особено ако имате кацига без комуникација, што ја препорачувам кај сериозни моторџи кога возат подалеку, чувството е прекрасно, бидејќи не комуницирате со никого, ни со патникот. Не користите Bluetooth на кацигата? Не. Јас избегнувам тоа, бидејќи сакам да бидам сам со себе, со просторот, со мотоциклот, со сообраќајот. Секако и
тоа колку е добро, толку моето искуство е такво, колку е добро, толку е и... Знае да го одвлече внимание. Знае да го одвлече вниманието, како што исто навигацијски системи едно друго добри се, меѓутоа треба многу внимателно со тоа да се... бидејќи вниманието го... Сега модерните мотори имаат, речиси се што имате и автомобилите. Да. Драга Малиновски, имате 2 прста доле, со лева рака, како знак на моторџески респект од мене, возете безбедно и чувајте се, а во некоја следна прилика ќе разговарам и за вашата професија, за корупцијата, за судството, вие сте дел од тој систем и тука има многу што, меѓутоа ова е тема за моторите. Ви благодарам за разговорот. Ви благодарам и вас на поканата и беше пријатно да разговараме на ваква убава тема. А вие, почитувани, слушајте не, следете го подкастот Зошто на Слободна Европа и на Spotify, YouTube, Apple и Google Podcast. Кликнете на Зошто и давајте ни идеи и теми кои вие сакате ги слушате, а ние ќе прашуваме преку нашите социјални мрежи. Поздрав од Дејан Балаловски и Зоран Ќука.